Драги пријатели, почитувани присутни, вечерва сме сите собрани тука да дадеме подршка за сегашниот и иден председател на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов. Ако пред 5 години некој не беше до крај сигурен дали треба да му ја даде поддршката или не, од причина што можеби не доволно го познавал, сега 5 години подосна знаеме за каков човек станува збор. Тој веќе има историја за себе во овие 5 години работење како председател на Република Македонија. Во овие 5 години активни напори и борба за интересите на Македонија и македонскиот народ и сите граѓани на Македонија. Драги пријатели, Ѓорѓе Иванов е човек кој што и после 5 години на позиција председател на Република Македонија, тој остана со народот. Тој остана народен човек, остана истиот оној кој што го познававме кога на почетокот застана на чело на оваа функција, односно на чело на државата со оваа функција. Него политиката и мохта не го променија. Тоа е еден од аргументите зошто овој човек заслужува да добие втор мандат и да биде председател на Република Македонија по втор пат. Браво! Ѓорѓе Иванов остана на земја. Многу политичари дошле на позицијата со имидж на честни, но не секој го завршил мандатот како честен. Многу политичари кога дошле на позицијата, дошле како стабилни или како луѓе што се разумни, но не секој останал на земја. Многу од нив летнале во воздухот, па не може народот да ги види и препознае по некоја година. Е, тоа не беше Ѓорѓе Иванов и затоа заслужува респект. Ѓорѓе Иванов влезе како честен човек во политиката и го заврши мандатот како честен човек. Ѓорѓе Иванов влезе како стабилен човек во политиката, како зрела личност. Како таков и го завршува овој негов прв мандат. И како таков се кандидира за неговиот втор мандат, кој што уверен сум дека граѓаните ќе му го доделат. Затоа што народот знае да направи разлика. Затоа што народот знае да направи проценка. Затоа што народот сака да оди на сигурно, а со Ѓорѓе Иванов одиме на сигурно, одиме на проверено, одиме на човек кој што 5 години работеше честно и неуморно, активно, не штедејќи се себе, и тука во земјата, постојано меѓу народот и постојано со народот, и надвор од земјата, патувајќи секаде каде тоа е нужно и потребно за Македонија, обидувајќи се да ги убеди сите оние политичари низ светот, од кои што зависи Македонија во однос на некои одлуки или во однос на некои решенија кои што се значени за нас и за нашата иднина. Ѓорѓе Иванов беше еден од најактивните председатели на Македонија кога станува збор за меѓународната политика и за дипломатијата. Со него имавме одлична соработка. Во него имавме човек кој што секогаш беше подготвен да дискутира, секогаш беше подготвен да дава нови идеи, секогаш беше подготвен да ги поддржи добрите идеи, а не да им става сопки, не да ги сопира, не да ги омаловажува. Напротив, со Ѓорѓе Иванов имавме период од 5 години во кој што слободно можеме да кажеме дека во тие 5 години државниот врв на Македонија имаше единство. Долго пред тоа не можеше да се каже дека државниот врв во Македонија има единство. Убаво е кога во една држава државниот врв, кому народот му доделил функции за да се бори за државата, знае да најде начин да има единство, знае да најде начин да не се кара и расправа пред народот кога ќе дојдат тешки ситуации, туку да седне, да разговара, да ги стави на маса сите аргументи, сите идеи, да ги поддржи најдобрите и заеднички да се бори за нив. А борејќи се за нив се бори за народот во Македонија, се бори за Република Македонија. И ја става државата пред се.
Георги Иванов беше човек кој што секогаш во сите наши разговори, во сите негови активности, во сите негови и наши лобирања заеднички, во сите ситуации кога требаше нешто да се пресечи и да се донесе одлука, државата ја ставаше пред се. Затоа тој заслужува втор мандат. Остана максимално посветен на сите работи кои што се поврзани со неговите уставни ингеренции. Тој внимателно и стабилно управуваше и раководеше со армијата на Република Македонија во рамките на неговите ингеренции. И таму имавме стабилен човек, и човек кој што знае што прави, какви потези влече, со кого разговара, кого назначува и како ги трасира политиките. Георги Иванов беше човек со кого имавме можности да разговараме и во делот на предлагање и назначување на амбасадори, бидејќи уставот не повикува да имаме соработка во тој дел. И можам да ви кажам дека Георги не беше човек кој што гледа кој кого предложил и да ги брои предложените дали еден или двајца повеќе биле предложени од владата или повеќе биле или помалку предложени од претседателот. Георги седнуваше со нас и разговараше за луѓе, разговараше за способни и за честни луѓе што можат достоинствено да ја представуваат Македонија, независно кој ги предложил. Дали тој ги предложил, дали ние сме ги предложиле или тие самите по себе се наметнале како авторитети во нашето општество, на кои што треба да им се даде доверба, за да достоинствено ги бранат позициите на Република Македонија и да градат добра меѓународна позиција на државата. Ете, затоа Георги Иванов треба да ја добие поддршката, затоа што него го интересира државата, него го интересира квалитетен кадар, него го интересира луѓе кои што се заинтересирани, но и способни истовремено да ги бранат државните и националните интереси на Република Македонија. Тој беше и остана посветен на својата работа. Тој не се занимаваше многу со ударите што постојано доаѓаа острана кон него. Вие сте сведоци колку многу обиди за негова дестабилизација имаше, колку многу удари, колку многу пати се обидува да го скренат од зацртаниот пат, од правилниот пат, од патот да и се помогне на Македонија. Претрпе многу навреди, многу клевети. Остана стабилен, остана на земја, остана смирен. Таков човек и треба на Македонија. Драги пријатели, од другата страна имаме луѓе кои што и до ден денеска се обидуваат со различни навреди, лаги, омаловажувања, да го отргнат вниманието на граѓаните од она што е суштинско за еден претседател и да го наведат на друг пат. Имаме и намера таа група на луѓе да ни биде представена како нови лица. Ги слушам и не ми се верува. А знаете што и на нив не им се верува сето тоа, верувам. Кога кажуваат дека се нови лица. Па сите тие се по 20 години во политиката. Па тие беа подпредседатели на влада. Подпредседатели на владите на Бранко Црвенковски. Подпредседатели на партијата на чие чело беше Бранко Црвенковски. Па тие беа главни советници на Бранко Црвенковски. Беа шефови на Државната изборна комисија. Тие ги минуваа сите одлуки на Бранко Црвенковски. Радмила ли е ново лице? Па јас се сеќавам, бев студент. Ние сме генерацијски близко, една година плюс минус, колку што знам. Јас уште се занимавав со моите студии, веројатно и таа во тоа време тоа го правеше, но веќе беше на билбордите ни цела држава како политичар, како член на раководството на партијата. Па помина многу работи заедно со Бранко Црвенковски, многу негови политики ги поддржуваше јавно, се бореше за тие политики. Се бореше заедно со него и за приватизацијата, која што остави без работа 200.000 граѓани.
Беше наш против кандидат, мој против кандидат на изборите во 2006-та. Потоа кандидат за премиер во 2008-та. Па Зоран Заев во 2009-та водич на кампањата на СДСМ. И за председателските избори, и за локалните избори. Па дојдоа изборите во 2011 година, кога повторно Радмила беше кандидат за премиер. Па дојдоа изборите во 2013 година, каде што активно истите луѓе партиципираа. Од каде сега тие излегува нови лица, не можам да разберам. Зошто го подценуваат народот? Зошто мисла дека народот не се сеќава? Па да не се сеќава, ајде, може би некој за пред 20 години. Ама да не се сеќава за пред 2-3 години, за 5 години. Па тоа е силно, сериозно подценување на вредноста на граѓаните во Македонија. Што убеден сум, народот нема да им го прости и уште една заради тоа ќе ги казни на овие избори, меѓу другото. Шекеринска, која во целата своја 20 годишна кариера нема ниту еден проект, ниту една работа нема направено за народот. Или пак оној Стојко Пауновски, кој бараше намалување на пензиите и на социјалната помош за граѓаните, затоа што сметаше дека на тој начин треба да излеземе од кризата која што ја погоди Европа и автоматски влијаше и во Македонија. Или пак Петре Шилегов, да ни го представуваат како ново лице. Па човекот не знае колку тендери дал и одобрил за Бранко Савенковски и за неговите луѓе од 2004 до 2006. Кои са тие нови луѓе и кого подценуваат овие наши политички конкуренти? Или да се подсетиме на нивната втора теза. А втората теза им е дека требало промени. И тука ќе потенцирам дека Зоран Заев, образложувајќи ја тезата за промени, вели ни треба нов концепт за враќање на парите кај граѓаните. Луѓе, Заев ќе ги враќа парите кај граѓаните. Како не му е срам, како не му е непријатно, како не му е незгодно после се она што чувме за тоа како ги распределувал парите на општина Струмица и како ги враќал кај роднините, кај братучедите, кај зовите, кај таткото, кај браќата, кај цела своја фамилија. Што ли ќе направи тој човек ако му се довери целиот буџет не на Струмица, туку на Република Македонија? Какво враќање на парите кај народот ќе видиме? Можете да се замислите едно враќање кој ќе падне на парите кај народот. Па нема да може да се изнавраќа од пари. Драги пријатели, за какви промени говорат? Промените се веќе направени. Тие тоа не го сваќаат. Промените се направени кога народот ги истрли Бранко Црвенковски, Шекеринска, Стево од фотелите и не сака да ги врати. Безброј пати го излажаа народот. Го навредија, го подценија, го отпуштаа од работа, му ги кратеа пензиите, тепаа по улиците. Народот им ги даде промените во 2006 година и сега пак ќе има промени. Пак ќе ги поразиме и пак нека си прават промени, ама внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Таму ќе бидат промените. Не можам да разберам како после 7,5 години се уште не можат да ја разберат пораката на народот. И како се уште веруваат дека може да манипулираат со него. Дека ако не излезат да бидат носители на листите, народот ќе поверува дека тоа не е нивна одговорност што ги загубили изборите. Дека ако не се носители на листи, поразот ќе му го препишат на некој друг. Такво бегање од соочување со народот не се запамтило во политичката историја не на Македонија, јас би рекол многу пошироко на Европа. Да бегаш од соочување со народот и да сакаш народот да те постави за премиер, па има